Патниците од Данска за Шведска се соочија со долго чекање откако почна контролата на нивните документи, што е за прв пат по половина век. До ова дојде откако Шведска е зголеми контролата на границата со цел да го намали приливот на мигранти. Во Шведска лани дојдоа 160.000 и станаа товар за социјалниот систем. Илјадници патници кои живеат во Јужна Шведска и кои секојдневно со возови и автобуси одат на работа во Данска, беа изненадени од новите проверки на станицата во Копенхаген пред нивното заминување дома. Мислам, Шведска и Данска беа еден регион и сега сме одвоени со вакви гранични контроли. Да, навистина, ова е разочарувачки, вели Ола Јансон. Голем број патници оценуваат дека ова им наликува на нов Берлински ѕид. Следејќи го претходниот потек на Шведска, и Данска привремено воведе проверка на документите на незините граници со Германија. Данскиот премиер Ларс Локе Расмусен изјави дека шведскиот потек не и дава друга опција на неговата земја од тоа да воведе гранична контрола. Тој апелираше до Европската унија да донесе, како што рече, колективни одлуки за подобра заштита на надворешните граници против бранот мигранти. Расмусен прецизира дека данските мерки ќе траат 10 дена, но оти не било исклучено тие да бидат продолжени. Представници на Германија, која и самата се мачи да прифати околу 1 милион мигранти, кои лани пристигнаа таму, велат дека внимателно ќе ги следат последиците од ваквиот потек на Данска. Над 1 милион мигранти, бегајќи од конфликтите и сиромаштијата на Блискиот исток и пошироко, лани дојдоа во Европа во потрага по засолниште. Годинава се очекува овој бран и натаму да продолжи. Тоа доведе до отстапување од политиката за слободно движење во Европската унија и до запирање на незините обиди да стане единствена економска зона. Веќе неколку земји воведоа привремени гранични контроли. Шведска долго време беше горда на незиниот самопрогласен статус на хуманитарна суперсила, а незината одлука за зацврстување на граничните контроли и на правилата за добивање азил доведоа до нестабилност во владата на премиерот Стефан Лофвен. Промена на правилата за стекнување азил усвои и Норвешка. Патувањето без документи во нордискиот регион долго време беше магнет за мигрантите поради високиот животен стандард и дарежливиот социјален систем и датира многу време пред Шенгенскиот договор, односно во почетокот на 50-тите години од минатиот век, кога Норвешка, Шведска, Данска, Финска и Исланд договорија пасошка унија. Скоро 15.000 патници кои секојдневно минуваат меѓу Шведска и Данска се загрижени дека на новите мерки ќе го отежнат нивното движење. Данските фирми пак страхуваат дека тоа ќе ги принуди швеѓаните да најдат работа дома, а не во Данска.